Целосно е отстранета дивата депонија во околината на поранешниот хотел Куба. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило утрово продолжија со најавените активности за почисти по уреден град. Следните акции за расчистување на мини диви депонии ќе бидат реализирани во Билјановце, во местноста Стари Лозја, кај воените магацини и на останати локации зависно од временските услови, соопшти директорот на комуналното предпријатие Сашо Томиќ. Надлежните апелираат до граѓаните за совесно однесување и заедничко зачувување на јавните површини, а особено во текот на грејната сезона да се воздржуваат од одлагање на пепел и жар во контейнери. Во изминатите години честопати се случуваше од невнимание на граѓаните да бидат опожарени и полуподземните контейнери. Денеска екипи на јавно предпријатие Чистота зеленило се наоѓаат на овој потек кај поранешен хотел Куба. Во континуитет екипите продолжуваат со расчистување и чистење на мини депонии, секаде кај се лоцирани на општина на град Куманово. Екипите работат интензивно, доколку дозволат временските услови, истите ќе продолжат и овие акции ќе продолжат и во наредните денови. Воедно сакам во оваа прилика да се заблагодарам на директорот на Куманово газ Марко Митровски, кој несебично во секоја прилика ни помага со негова опрема, со негови возили, како би овие акции биле успешни. Значи, имам апел до граѓаните во овој период на грејната сезона да се воздржат од фрлање на пепел, на жар во нашите контейнери. Во минатото се случувало многу да ни се опожарат контейнерите, да ја имаме голема штета. Не сме во состојба сега во овој период да ги заменуваме, така би упатил апел граѓаните да се воздржат од фрлање на истото. Ги проверуваме и повторно се соочуваме со тој проблем. Значи повторно исти локации, исто фрлање на ѓубре и сме немочни да направиме нешто во тој поглед.